Петок, втор ден од месец јануари 2026 година. Почитувани гледачи, одлично име и од името на целиот тим на КТВ телевизија. Ви честитаме новата година и ви посакуваме многу здравје, среќа, берекет и се она што ќе посакате да ви биде остварено. А сега време е за централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите настани со кои го одбележавме вториот ден од новата година. Следете не. Пријатна новогодишна атмосфера на градскиот плоштад во Кавадарци. Гостите ги забавуваше Маријан Коцев со својот бенд. Градоначалникот Митко Јанчев им ја честиташе новата година на сите граѓани. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Среќна нова година! Добро вечер, Кавадарци! Добро вечер, добар народ! Нека ни е честита новата 2026 година. Шото го стапнавме во 26-та, да ги забравиме сите негативни моменти од 25-та, да влеземе со позитивни, со чисти мисли и со добра и иднина и просперитет за Кавадарци. Пред се сакам да ви посакам на приватен план многу здравје, љубов, среќа, здравје, развој и на професионален план Кавадарци да ни оде напред како што движе и секој што биде Кавадарци најбитен град во Македонија. Да сте здрави и живи, среќна нова 2026 година. Благодарам. Почитувани присутни и од име на Советот на општина Кавадарци да ви посакам среќна и беричетна 2026 година. Нека истата во вас издуби многу успеси, многу насмевки, имајте мир, благосостојба, позитивни мисли и заедно со општина Кавадарци и заедно со вас се надевам дека ќе имаме една година од која ќе ја паметаме, бидејќи ние од Кавадарци во изминатите години не знаеме и поинаку. Нашите успеси, нашите радости, нашето заедништво и довербата беа белег по кој бевме познати, во тој правец ќе продолжиме, се надевам и во наредната година. Бидете живи и здрави и нека е за многу години. Среќни, новогодишни и бојшни празници. Благодарам. Јас морам јавно да се заблагодарам на општина Кавадарци, пред се на градоначалникот Митко Јанчев за поканата за прв пат и јас еднаш да пеам во мојот живот, во мојот роден град Кавадарци, во најубавиот град во Македонија и на Балканот. Сите ми велат среќен си. Женско е првото родено бебе во новата година во Кавадаричката болница. Вчера гинеколошко-акушерското оделение го посети градоначалникот Митко Јанчев и им врачи подароци на мајката и бебето. До семејството беа упатени на искрени желби за добро здравје, благосостојба и среќно детство, со надеж дека новата година ќе донесе уште многу радосни настани за градот и неговите жители. Вкупно 228 бебиња се родиле во Кавадаричката болница во 2025 година, наспроти 140 во 2024 година, информираше директорката Гордана Ѓорчева-Камчева. Денеска, званично како и секоја година, еве на посета на првото ново роденче во општина Кавадарци, женско бебе, здраво право, така да имаме и второ после првото и да ни биде величетна годината, да ни се раѓаат здрави прави деца и да имаме добар наталитет. Лично од моје име како градоначалник морам да се заблагодарам на директорот на општа болница, на началникот на гинеколошко-акушерското оделение при општа болница Кавадарци и на целокупниот негов тим кој што се грижи за една од најблагородните работи, а тоа е
токму поредувањето тука во општина Кавадарци и нормално и следењето до самото поредување. Меѓутоа не можеме да ги заставаме и да кажем дека нашето гинеколошко акушерско одделение е максимално поддржано, професионално од професорите и од докторите од клиниката за акушерство и гинекологија при клиничкиот центар Мајка Тереза, така да во делот на она што е општина Кавадарци и општа болница регионална Кавадарци е поддржана од најпрофесионалните, од најдобрите лекари, а воедно и нашите лекари кои се тука се соодветно компетентни во делот на нивното ниво и бројката која што дава за право, која што подоцна ќе соопшти и директорката дека над 100% во последната година го имаме вратено доверието на општата болница за породување во самата болница во Кавадарци, ни дава за право да кажеме дека сме на прав пат и дека тимот е компактен и дека овој тим има доверие и поверие и услови за да кога очекувате нешто најмило, најдраго, дајте доверие на општа болница Кавадарци. Мој повик би било до сите сограѓани од Кавадарци да ги користат максимално општа болница за тоа што имаме сите предуслови и ги имаме сите квалитети кои што има и една болница од по-високо ниво, би кажал, од европски ранг, а ни како општина и како општествено одговорни компании ќе се трудиме секогаш да се што им треба на нашите лекари и ми овозможиме за да на крајот од денот пациентите добијат комплетна услуга и третман во делот на гинеколошката акушерска дејност. Јас најпрво сакам да ги честитам новогодишните и божичните празници на сите со желба за многу здравје, среќа и успех како на личен така и на професионален план. Тука сме денеска со градоначалникот, со председателот на Совет доктор Стојан Чарамов, да упатиме честитки до фамилијата на првороденото бебе во ЈЗ општа болница Кавадарци. Се роди 28 минути синоќа после 12 часот, здраво, право женско бебе по име Барбара. Треба да напоменеме дека јас би се осврнала на една статистика. Минатата година кога тука заедно со градоначалникот од ова место стоевме и рефериравме за бројките за добиени број на бебиња во 2024 беа 140 бебиња, сега можеме да се пофалиме дека тоа се вкупно 228 бебиња, значи ние ја креваме болницата на повисоко ниво, тоест гинеколошко-акушерското одделение, и ја враќаме до вербата на пациентките кои што гравитираат тука да доаѓаат за самото породување и да доаѓаат за оперативните гинеколошки третмани, за да не патуваат до Скопје, да го скратат времето до оперативниот третман и истата нега да ја добијат тука на истото високо ниво заедно со тимот на нашето гинеколошко-акушерско одделение и тимот на гинекологија и акушерство од Скопје. Денеска заедно со градоначалникот, со докторите од гинеколошко-акушерското одделение, заедно со менеджментот на болницата, извршивме увид на најблагородното нешто, тоа е породот во општина Кавадарци. Нека се живи и здрави машкото и девојчето кои ни се првородени во првиот ден на ова 2026 година. Нека ни е берикетна во однос на живородени дечиња и се надевам дека наталитетот на општина Кавадарци во 2026 година ќе оди во нагорна линија, реално проблем со кој како нација и како општествени локални самоуправи прилично многу сме загрозени во изминатото. Се надевам дека во оваа година таа бројка ќе се потрудиме да одиме на една позитивен исчекор. Сакам да упатам честитки и благодарност во со начинот на функционирање на општа болница Кавадарци, каде што јас сум член, и на докторите кои се парципираат и кои носат главната дејност во гинеколошко-акушерско одделение, кои во изминатата година несебично се вклучија во развојот, во зголемување на бројот на интервенции од гинеколошко-акушерската област, заедно поддржани со нашите колеги од клиничкиот центар од Скопје, од одделот на гинекологија, клиника, кои заедно со нашите доктори овозможија да овој дел на нашата регионална болница, која покрива прилика од 4 општини Кавадарци, Росома, Неготин и Демиркапија, да му пружа здравствена заштита од гинеколошко-акушерската дејност, и посебно сум говорат на тоа. Сметам дека 2026 година
тие дејности и бројот на наши дечиња кои ќе се родат овде ќе биде уште поголем и би апелирал на сите наши трудници да користат гинеколошко-акушерското одделение во Кавадарци, затоа што безбедноста на нивните дечиња овде верувам дека е на сигурно завидно ниво и немаат потреба да се изложуваат, да ги користат приватните алтернативни клиники, бидејќи ние тука го нудиме сосем истите услуги. Од името на председател на Совет на општина Кавадарци и Совет на општина Кавадарци сакам да информирам јавноста дека за буџетот за 2026 година заедно со градоначалникот на општина Кавадарци се издвои средства од 1,5 милиони денари. Тие ќе бидат предвидени 1,200,000 денари за општа болница Кавадарци за одсек за сервис на нашиот компјутерски ангиограф. Во моментот тоа е апарат кој е најмногу употребуван во ЈЗУ општа болница проширена дејност. Се одвоени 100,000 денари за приватна стоматологија, на барање на нашите приватни стоматолози во општина Кавадарци, пред се за организирање на симпозиуми и околу 150 до 200,000 денари се одвоени за прв пат за Сдружение за диабетичари, кои имаат за цел на лицата со диабетичари, за нашето сдружение кое е формирано ова 2025 година, имаат за цел превенција, потик и развој на самата болест диабет, пред се во однос на превенцијата. Тоа сдружение потпомогнато заедно со Центарот за диабет при одсек интерно одделение во ЈЗУ општа болница Кавадарци, кои имаат за цел да се овозможи превенција, адекватен третман и подобро превенирање и лекување на самата болест диабет, која зема епидемиски размери во нашата држава. Колку за информација, има околу 200,000 диабетичари во Република Македонија, од прилика 120,000 се со тип 2, 80,000 диабетичари регистрирани се со тип 1. Така да средствата кои од буџетот на општина Кавадарци, кои во 2026 година се издвоени, ќе бидат ите како важни за здравствената заштита на нашата територија, со тоа што опфатени и примарната и секундарната здравствена заштита, а пред се акцентот би го ставил на сервисот на скопската фирма која го сервисира ангиографот. Тоа е трета година поред заедно со општина Кавадарци и тие средства на нашите даночни врзници сметам дека се насочени на право место, затоа што нашите граѓани во изминатите 2 години компјутерскиот ангиограф го користат овде и не се изложени да патуваат по соседните градови за да ја користат за таа здравствена услуга. Во тој аспект, во мој лично име би искажал благодарност до сите советници во Советот на општина Кавадарци и од градоначалникот кој таа идеја едногласно ја прифатија и втора година поред ја применуваме и акцептираме во буџетите на нашата општина за 2025 и 2026 година. Во работна посета на Кавадарци вчера беше премиерот Христијан Мицкоски. Заедно со градоначалникот и служби од општината извршија увид на мостот во село Марена, кеот на реката Луда Мара и колекторот, како и затворениот базен и спа центарот. Проекти кои имаат суштинско значење за унапредување на инфраструктурата, заштитата на животната средина и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Најпрво сакам да ја честитам новата 2026 година на сите граѓани на Република Македонија и на огромна чест и задоволство на првиот ден од новата 2026 година на посета ни е господин Христијан Мицкоски, премиерот на владата на Република Македонија, каде што денеска посетивме повеќе објекти и тоа изградба на нов мост во село Марена со спој со село Сопот. Сите овие проекти кои ќе ги посетивме се со заемот од мажарскиот кредит и поддршка од владата, односно грант према општина Кавадарци, негде со вредност од 9 милиона денари. После тоа го посетивме кејот, кој што е со должина од 600 метра, комплетно партерно уредување, со минорно и мајорно корито, со урбана опрема, со вредност од 50 милиона денари. Исто на иста локација која што беше напуштена и периферска локација, сега се интензивно градат колективни згради и индивидуални домувања, се прави колекторски систем за потребите на самата населба и тука сме кај локацијата Градски парк во општина Кавадарци, каде што општина Кавадарци за брзо време ќе добие затворен базен со вредност од 65 милиона денара, инвестирано преку Министерството за спорт и во склоп на самиот базен ќе се изгради уште еден објект, спа центар, на
име јавно предпријатие на општина Кавадарци, исто со помош и подршката од владата на Република Македонија, со вредност од околу 600.000 евра. СПА центарот ќе ги содржи сите комплетни елементи за еден СПА центар модерен кој ќе го користат и нашите спортисти, сограѓани, ученици и индивидуално и во делот на спортот. Сакам да кажам и да потенцирам дека општина Кавадарци во моментот, заедно со владата, а негде над 80% поддржани проекти од владата, има отворени проекти од над 15 милиона евра. Ова можам да кажам дека е една градежна експанзија, еден голем развој и за општина Кавадарци, меѓутоа и за целата Тиквешија. И со тоа можам да бидам горд како градоначалник, посебно благодарен на владата за максималната поддршка и за развој на општина Кавадарци, меѓутоа и за развој на целата Тиквешија, каде што би кажал дека во моментот сме еден регион каде што се развиваме и во делот на економијата, во делот на инфраструктурата, во делот на капиталните и инфраструктурни проекти. Морам да потенцирам да кажам дека со одобрение на премиерот веќе се изработува проектот за заобиколница за Тиквишијата, која што ќе биде со вредност од над 20 милиона евра. Денеска разговаравме за развој и на винскиот туризам, и на винскиот пат, со повеќе вклучени странски гости кои што може да ги имаме, и мислам дека тоа е правиот момент за развој на една општина покрај економскиот, туристичкиот дел, инфраструктурните проекти, и општина Кавадарци веќе подолго време ги има надминато оние основни работи, за тоа што, мојот трет мандат, можам слободно да кажам, во првите години се занимававме со оние поситни работи, канализации, улици, патишта, сега работиме на инфраструктурни капитални објекти и поврзување на Тиквишијата заедно со автопатот, со гранични премини и сите други потребни елементи. Би сакал да го честитам новогодишните празници на сите граѓани на Република Македонија, да посакаме здравје, среќа, успех и така натаму. Што се однесува до денешниот настан, мислам дека е убав почеток на една година, работен почеток на се оно што владата на Република Македонија и преку министерството и преку ресорните министерства го вложува во локалните самоуправи. Тоа е СПА центарот кој што денеска го најави градоначалникот. Јас би додал само дека тука и базенот кој што беше почнат пред повеќе години, а веќе мислам дека добива една поинаква слика за базенот, и сигурен сум дека до крајот на месец август некаде отприлика ќе биде завршен и ќе биде пуштен во употреба и предаден на општина Кавадарци, ќе можат сите граѓани да ги чувствуваат бенефитите и сите оние дечиња кои што е главна дејност на базенот да учат пливање тука и нормално сите оние кои што сакаат да се рекреираат. Објектот чини 45 милиони денари плюс ДДВ, пари кои што се обезбедени директно од Министерството за спорт, нормално со поддршка на владата, доека СПА центарот е од таа АА програма или директна поддршка од владата преку Министерството за спорт. Јас уште еднаш не би должел многу, само би посакал многу успех на сите граѓани на Република Македонија, и сигурен сум дека оваа 2026 година ќе биде, како што каже градоначалникот, една градежна експанзија во сите сегменти на живењето, меѓутоа и во делот на спортската инфраструктура, каде што мислиме и цениме дека спортската инфраструктура е многу важен, ако не е најважен сегмент на функционирањето на спортот и на создавањето услови за да спортот може да се развие и да бараме резултати. Да се придружам на честитките за новата година на граѓаните, да посакам најпрве здравје, затоа што здравјето е најважно, а потоа кога ќе има здравје, ќе има и работа, ќе има и успеси, ќе има и љубов, слога, берекет, така што сето ова нека биде составен дел од животот на нашите сограѓани во следната 2026 година. Ја почнуваме оваа 2026 година овдека во Кавадарци да направиме увид на реализирање на неколку проекти, инфраструктурни проекти од исклучително големо значење за Кавадарци, но и за регионот, како што каже и градоначалникот. Јас не би имал што повеќе да додадам на тоа што веќе го кажа и градоначалникот и министерот за спорт. Мене ми преостанува само да им честитам за посветената работа и на едниот и на другиот, да се заблагодарам на советниците, на администрацијата во општина Кавадарци, во Министерството за спорт,
да се заблагодарам на пратениците кои што доаѓаат од Кавадарци, кои што се борат за проект повеќе за Кавадарци, кавадарчани, за тиквешијата и да посакам набргу денеска сите овие проекти на кои што правиме увид да бидат завршени и ние да ги пуштиме свечено во употреба, бидејќи ќе бидат додадена вредност во квалитетот на животот, како што кажавме, не само на кавадарчани, туку генерално на тиквешијата. Македонската православна црква ги повикува сите дечиња да земат учество во бадниковата поворка по повод празникот Божик. Почитувани верници, нашата света Македонска православна црква Охридска архиепископија отпочнува со торжествено прославување на празникот на раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос Божик. Кога се изврши времето, Бог го испрати својот единороден син за да го спаси човечкиот род. И кога се исполнија 9 месеци од благовеста која што архангелот Гаврил ја јави на Пресветата Дева во Назарет велејќи: радувај се благодатна, еве ќе родиш и ќе зачнеш син. Во тоа време излезе заповед од кесарот Август за да се попише сиот народ во Римското царство. Сходно на таа заповед требаше секој да отиде во својот град и таму да се запише. Праведниот Јосиф со Пресветата Дева појде во Витлеем, градот Давидов, зашто бајцата беа од царското колено Давидово. А бидејќи во тој малечок град заради пописот се стекна многу народ, па Јосиф и Марија не може да најдат ноќевалиште во ниедна куќа, се засолнија во една овчарска пештера, каде што пастирите ги затвараа своите овци. Во таа пештера, ноќта помеѓу саботата и неделата на 7 јануари, Пресветата Дева го роди Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Откако го роди без болка, како што го изачна без грев од Светиот Дух, а не од човек, таа самата го пови во ленени пелени, му се поклони како на Бог и го положи во јасли. Потоа дојде праведниот Јосиф и тој му се поклони како на божествен плод на дествената утроба. Тогаш дојде и пастирите од полето, упатени од Божиот ангел, и му се поклонија како на Месија и Спасител, воскликнувајќи: слава на Бога во висините, а на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Во тоа време пристигнаа тројцата мудреци од исток, водени од чудната звезда со своите дарови злато, ливан и смирна. Тие на младенецот му се поклонија како на цар на царевите и го даруваа со своите дарови. Така дојде во светот оној чие што доаѓање беше пророкувано од пророците, кој што се роди онака како што беше пророкувано од пречистата Дева во градот Витлеем, од коленото Давидово по тело, во време кога немаше веќе во Ерусалим цар од родот Јудин, туку царуваше Ирод Тугинецот. После сето мнозинство на неговите предобрази наговестувања на пратениците и благовестниците, пророците и праведниците, мудрејците и царевите, најпосле се јави он, Господарот на светот и царот на царевите, за да го изврши делото на човечкото спасение, кое што не можеа да го извршат неговите слуги. Почитувани во пресрет на празникот Божик, на 4 јануари 2026 година, недела, по служената света божествена литургија, во храмот посветен на преподобната Параскева Петка, во 10 часот ги повикуваме сите дечиња да дојдат на земничка проба на Божикината песна Вечниот Бог. Така на 6 јануари 2026 година, вторник, после отслужените царски часови и светата Василева литургија, во истиот храм во 10 часот и 30 минути, дечињата, родителите и сите верни чеда ќе формираат бадниковата поворка и од храмот на преподобната Параскева Петка во Кавадарци, со пеење на Божикината песна Вечниот Бог, ќе се упатат кон градскиот плоштад, каде ќе бидат пречекани од нашиот градоначалник, господинот Митко Јанчев, и сите дечиња ќе ги дарува со Божикино пакетче. Дечињата, пеејќи Божикината песна, ги представуваат ангелите Божи, кои ја објавуваат радосната вест за раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. И така чисти по душа и по тело, црквата пропишала до нивната 7 година редовно да се причестуваат на светите литургии со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос без да постат. Истата вечер, во многу краишта од нашата татковина Македонија,
се собира целото семејство во својот дом, кое самото семејство представува и мала црква, каде поставуваат постна трпеза и на самата вечера во чест на празникот Божик ставаат бадниково гранче, палат црковна свеќа и ја читаат молитвата Оче наш и се прекршува лепче со паричка, кои најпрво прекршуваат дел за Бога, за домот, а потоа од највозрастните до најмалите во семејството. Воедно ги известуваме верниците дека во нашите храмови оваа година можат да земат сребрена паричка со ликот на раѓањето на нашиот Господ Исус Христос. За оваа традиција нема пропишано некое правило, но секоја традиција која не противречи на учењето на црквата го благословува и одобрува. Почитувани, сите овие настани не го заменуваат празникот Божик, туку само го навестуваат раѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Централното прославување е на 7 јануари, среда, каде сите заедно, и дечињата, и семејството, ќе појдеме во храмовите и ќе земеме учество во светата литургија, и оние што постеле имаат благослов од својот свештеник, ќе се соединат со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос. На 8 јануари, четврток, познат како Втор ден Божик, односно соборот на Пресветата Богородица, во храмот посветен на светиот великомаченик Димитри во нашиот град Кавадарци, на наша голема духовна радост, во 8 часот, нашиот надлежен епархирски архиереј митрополитот Повардарски господин Агатангел ќе отслужи света божествена архиерејска литургија, на која ќе ни го објави мирот Божи со христијанскиот поздрав Христос се роди. Премиерот Христијан Мицкоски вчера потврди дека во април со мартовската пензија ќе има линеарно зголемување на пензиите. Во изјава за медиумите дадени во Кавадарци, премиерот рече дека статистичките податоци ја оправдувале политиката на линеарното зголемување на пензиите. Ќе има повторно линеарно зголемување на пензиите за пензионерите во април за мартовската пензија. Така што продолжуваме со таа политика. Последните статистички параметри кои што ги издаде Државниот завод за статистика за нивото на сиромаштија и Джини коефициентот само дополнително ја оправдуваат политиката на владата за линеарното зголемување на пензиите, најпрвен оние 2500 денари кои што се случија во ноември за октомвриската пензија во 2024 година, па оние дополнителни 2500 денари во април за мартовската пензија, па оние 1000 дополнителни денари линеарно зголемување во ноември за октомвриската пензија 25-та, така ќе биде и сега во април за мартовската пензија во 26-та година. Сакаме да го намалиме нивото на стапката на сиромаштија кај оваа група, а со тоа и да го намалиме Джини коефициентот, кој што подразбира нееднаква распределба на доходите кај различни групи на граѓани. И морам да признам дека во таа насока добро се движиме, што се однесува до Джини коефициентот, односно неравномерната распределба на приходите, сме најдобри во регионот и сме над европскиот просек, а борбата против сиромаштијата представува една од главните цели на оваа влада и ќе се движиме понатаму во таа насока. По успешното отворање минатата година, ски патеката Македонија во Михајлово од денеска започнува со работа. Патеката ќе функционира до 19 часот, а по потреба и до доцните вечерни часови. Ова е втора зима поред како Михајлово станува вистински зимски центар за сите граѓани, место каде што снегот, радоста и дружењето се спојуваат во едно незаборавно искуство. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно, во западните делови ќе има повремени локални врнежи од дожд, а на повисоките планини од снег. Ќе дува умерен, наместа повремено засилен ветер од јужен правец, температура од -2 до 5 степени.
Под влијание на циклонска активност од недела и во деновите потоа времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, а температурата ќе биде во пораст. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме вториот ден од новата 2026 година. Почитувани гледачи, ви посакуваме да имате убав и пријатен викенд, а со Дневникот се гледаме повторно во 20:22 и 30 часот во понеделник.